Започнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Од денеска жителите на општина Центар може да аплицираат за субвенции за купување велосипед. Општината ќе субвенционира 30% од цената на купување нов велосипед, најмногу до 3000 денари. Акцијата ќе трае се до исцрпување на предвидените средства во буџетот на општина Центар. Со ова вест ги започнуваме урбаните вести, во продолжение следуваат насловите за денеска. Уличните кучиња продолжуваат да ги напаѓаат луѓето. Над 2000 посетители на манифестацијата Ден на крстот во Кучково. Парковите во Кисела Вода се во очајна состојба. Попусти до 70% на саемот на книга. Од денеска почнува санација на детските и спортските игралишта во аеродром. Уличните кучиња продолжуваат да ги напаѓаат луѓето. Речиси секојдневно во полициските станици има пријави од граѓани кои биле каснати од улично куче. Ке се ставили крај на проблемот со кучињата скитници. Новото раководство на градот Скопје најавуваше решенија за овој проблем, но се уште граѓаните стравуваат да не бидат нападнати од некое куче. Пред 2 дена 65 годишен скопјанец околу 11 часот бил нападнат и каснат од куче скитник на булеварот Трета Македонска бригада. Вакви пријави речиси секојдневно има во полициските билтени. Дали конечно ќе се реши проблемот со уличните кучиња? Новото раководство на град Скопје најавуваше нова стратегија: залови, третирај, стерилизирај и врати на местото од каде што е уловено, како и проширување и реновирање на единствениот стационар во Скопје Вардариште, кој во моментов има капацитет од 60 кафези. Плановите за подобрување на условите во стационарот Вардариште беа договорени меѓу градот Скопје, стационарот и невладините организации уште при крајот на минатата година, како заеднички документ на мешовитата комисија, формирана по предлог на градоначалникот. Извештајот на работната група која ја следеше состојбата во стационарот Вардариште покажа дека условите за згрижување и третман на кучињата се несоодветни. Реновирање на стационарот Вардариште, спречување на појавата на неодговорно сопствеништво и неконтролирано размножување на кучињата во домашни услови и чипирање на домашните кучиња се дел од решенијата за да се надмине проблемот со кучињата чиј број е се поголем на улиците и да се спречи напаѓањето на случајни минувачи. Градоначалникот Шелегов во еден наврат кажа дека направена е заедничка стратегија со Сдруженијата и Агенцијата за храна и ветеринарство, која била усвоена на Советот, според која требало да се прошири и реновира стационарот, но се појавил проблем, односно сегашниот стационар бил дивоградба. Затоа во процедура издавањето решение за легализација на истиот, за да може да се продолжи со развојниот дел од проектот. Од градот информираат дека во меѓувреме тековно продолжуваат активностите за заловување и хуман третман на бездомните кучиња и истите се спроведуваат заедно со партнерите и во рамки на предвидената програма и средствата кои ги предвиде град Скопје во буџетот за 2018 година во висина од 7 милиони денари. Исто така со градоначалниците од другите скопски општини, аеродром Кисела Вода, Карпош, Ѓорче Петров и Центар, во преговори се за наоѓање нови локации за изградба на стационари за уличните кучиња. Во градот секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои се продуцираат од луѓето. Односно, малите кутренца од домашните кучиња се оставаат на улица. За таа цел завршена јавната набавка за 300.000 чипови за домашни миленици, чија цел е да се направи регистар на домашни миленици и при тоа да не може кучињата да завршуваат на улица кои стануваат агресивни и ги напаѓаат луѓето. Од град Скопје за Прва Скопска информираат дека бројот на судски постапки кои солидарно се водат против градот Скопје и јавното предпријатие се движат од 60 до 80 тужби, од кои поголем дел се поднесуваат во есенските и зимските месеци. Глобата која солидарно се досудува во корист на оштетените граѓани изнесува од 60.000 до 180.000 денари, во зависност од нанесената штета и последици по здравјето на оштетените. Град Скопје се стреми со постојните партнери да го реши прашањето на сместувањето и третманот на уличните животни и доколку се вклучи и некоја од скопските општини во било која смисла, тоа ќе биде добро и за благосостојбата на животните, но и за безбедноста и здравјето на граѓаните. Информираат од град Скопје за Прва Скопска.
Големи саемски попусти до 70% ќе понуди 30-тото издание на саемот на книга, што почнува утре, а ќе трае до 9 мај. Љубителите на пишаниот збор ќе имаат можност да ги видат сите најнови наслови од домашни и странски автори. За подобар пристап до саемот на барање на Скопски саем, јавното сообраќајно предпријатие Скопје воведе 2 нови автобуски линии од различни краеви на Скопје. Промоции, дружења со автори, семинари и други настани ќе бидат дел од годинашното јубилејно 30-то издание на Саемот на книгата, што почнува утре и ќе трае до 9 мај. Саемот ќе се одржува во ВИП-арената Борис Трајковски. Го организира Скопски саем, а е под покровителство на Министерството за култура. Како што информираат организаторите, најавено е учество на околу 70 издавачки куќи од Македонија и од регионот: Србија, Црна Гора, Косово, Албанија. Покрај изложбено-продажниот дел, предвиден е посебен простор за така наречениот промотивен центар, каде ќе се одвиваат настаните. Сите што ќе го посетат саемот на книгата ќе можат да ги проследат промоциите кои ги организираат издавачките куќи на своите штандови, да ги видат сите нови наслови, но и да набават книги со големи саемски попусти до 70%. За подобар пристап до саемот на барање на Скопски саем, јавното сообраќајно предпријатие Скопје воведе 2 нови автобуски линии од различни краеви на Скопје, кои ќе водат до ВИП-арената Борис Трајковски, а влезот за сите групни организирани посети на ученици ќе биде бесплатен. Работното време на саемот е од 10 до 20 часот. Цената на редовната влезница изнесува 30 денари. Селото Кучково и општина Ѓорче Петров беа привлечна дестинација за голем број посетители за празнување на 1 мај. Годинава се одржа 13-та поред манифестација Ден на крстот, што се одржува на ова место, препознатлива по подготовката на вкусно војничко гравче и културно-уметничка програма, што ги забавуваше над 2000 посетители. Традиционално секоја година на 1 мај општина Ѓорче Петров кај крстот во село Кучково го одбележува Денот на крстот. Оваа година манифестацијата се одржа по 13 пат и е една од ретките од ваков вид. На манифестацијата беа организирани повеќе активности, општо народен собир, учениците од основните училишта од општината учествуваа во спортските игри, богата културно-забавна програма, ликовно катче каде ликовните уметници инспирацијата од богатата природа ја пренесуваа на платно. Она што беше атрактивно за сите посетители е војничкото гравче. Највкусно и најубаво војничко гравче можете да пробате овде, токму на Денот на крстот, кога се одбележува традиционалната манифестација на општина Ѓорче Петров. Оваа година, според информациите од општината, ни кажаа дека подготвуваат гравче за околу 2000 посетители. Оваа манифестација е препознатлива по подготовката на војничко гравче кое се служи за ручек на сите посетители на овој ден. Градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Александар Наумовски, ја поздрави манифестацијата и рече дека и понатаму ќе продолжи да се организира, зашто општината предвидела и неколку проекти за поголемо разубавување на местото и привлекување на што поголем број посетители не само на овој ден, туку и за време на викендите. Навистина треба да се актуализира и ние во наредниот период изготвуваме повеќе проекти со кои што ќе биде ставено на туристичката мапа на Скопје и на Македонија. Особено тоа ќе значи многу за скопјани, бидејќи представува на многу мало растојание од центарот на градот, место со прекрасна борова шума, со чист воздух. Затоа е веќе изготвен проект со што аплицираме до Светска банка и чекаме за тоа да бидеме меѓу првите со кои што ги добиеме овие средства. Инаку, како што знаете, може видовте кога доаѓавте, дека веќе го асфалтиравме патот до крстот, за да можеме тоа да го возможиме за таа туристичка атракција и дополнително ни представува можност да ги промовираме нашите вредности овде во Ѓорче Петров. Убавините на Кучково ги посетија голем број граѓани кои 1 мај одлучија да го поминат во друштво со пријателите и семејствата. Неизбежно беше да се сретне скарата, салата, ракија и добра музика. И дали често доаѓаш овде за 1 мај? Да. Ти се допаѓа? Да. Јас често доаѓам и сум жител на село Кучково овде. И моментално све поголем број село се онадоа. Од цела Македонија веќе доаѓа овде више. Порано секој се направи крстот, еве патот се прошири,
и многу се Кажете ни дали ви се допаѓа оваа манифестација што се одржува секоја година? Како не, многу ми се допаѓа. Ми се допаѓа и многу убаво, вака скари расположение, многу добро е. Искршена урбана опрема, откорнати детски реквизити, нефункционални фонтани и расипани чешми за вода е сликата за парковите во општина Кисела Вода. Граѓаните се жалат на потполно занемарување на нивните потреби од страна на локалната власт. Оттаму пак велат дека во теке акција за санација на урбаната опрема и детските реквизити. Редовна практика е за време на зимскиот период да се исклучуваат декоративните фонтани и чешмите за вода, со цел да се спречи нивно замрзнување. Но со затоплувањето на времето, истите го враќаа сјајот на парковите, на задоволство на жителите. Барем така беше досега. Оваа пролет фонтаните се уште остануваат исклучени. Ја посетивме општина Кисела Вода и неколку локални паркови, како и детски игралишта. Од тоа што можевме да го забележиме, не само што фонтаните не се вклучени, туку и парковите се во лоша состојба. Жителите на општина Кисела Вода, кои ги затикнавме во парковите, се жалат на негрижа од страна на локалната самоуправа. Како посебно алармантен го истакнуваат немилиот настан од минатата недела, кога чешмата од паркот Пушкин паднала и повредила едно од децата кои го посетуваат паркот. Ваквиот случај не е резултат на несреќна околност, туку пример за занемарување на потребата од одржување на урбаната опрема, револтирано велат жителите на Кисела Вода. По долг период се потпишувале петиции, се доставувале и барања до општината со цел да се слушнат потребите на граѓаните, но реакција од општинарите се уште нема. Покрај оштетената урбана опрема, опасноста демне и од електричните столбови, замотани со селотейп. Дали лошата слика за парковите во Кисела Вода ќе успее да ја промени градоначалникот Филип Темилковски? Побаравме одговор од општината, од каде што ни соопштија дека денес ќе биде пуштена во употреба фонтаната во паркот Шопен, а до крајот на следната недела ќе профункционираат и фонтаните во останатите паркови. Во однос на чешмите низ општината, во теке акција за нивна темелна санација, која е потребна како резултат на несовисното однесување на некои граѓани, кои покрај сите апели на општина Кисела Вода и засилените инспекциски контроли, постојано ги вандализираат и уништуваат, велат од општината. Веднаш по нивната репарација, тие ќе бидат пуштени во употреба. Што се однесува до детските забавни паркови, општината потврдува дека е запозната со состојбата во која се наоѓаат детските паркови и најавува акција за санација на урбаната опрема и реквизитите на детските игралишта. Во општина Аеродром започнува пролетната акција за санација на детски и спортски игралишта, како и на урбана опрема. Како што информираат од општината, за оваа намена се издвоени 4.800.000 денари. Општина Аеродром денеска ја почна пролетната акција за санација на детските и спортските игралишта, како и на клупите, корпите за отпадоци и друга урбана опрема на нејзина територија. Како што информираат од општината, во наредните денови ќе се опфатат сите игралишта според претходно утврден план и динамика. Одржувањето на детските игралишта ќе почне во населбата Мичурин, санацијата на спортските игралишта ќе започне од населбата Новолисиче, а обновувањето на урбаната опрема е предвидено да почне од населбата 13 ноември. Општина Аеродром за оваа намена од буџетот издвои 4.800.000 денари. Во општина Ѓорче Петров од денеска почнува пролетната дератизација и дезинфекција. Акцијата ќе се изврши на 2500 шахти на фекална и атмосферска канализација, како и во подрумските простории на основните училишта. Општина Ѓорче Петров од денеска во наредниот период ќе ја спроведува редовната дератизација и дезинфекција на својата територија. Како што соопштија од општината, со пролетната дератизација ќе бидат опфатени 2500 шахти на фекална и атмосферска канализација, како и подрумските и таванските простории на сите 6 основни училишта во Ѓорче Петров и двете подрачни Димитар Попгеоргиев Беровски во Хром и Јоаким Крачовски во село Никиштане. Со цел подигнување на јавната свест за ретките болести во Македонија и предизвиците со кои се соочуваат овие луѓе и нивните семејства во секојдневниот живот, Сдруженијата за ретки болести ќе трчаат на Скопскиот маратон, кој ќе се одржи на 6 мај.
Сдруженијето на граѓани за ретки болести, живот со предизвици и годинава ќе учествува на Скопскиот маратон заедно со групата Скопско ноќно трчање за подигнување на јавната свест за ретките болести. Маратонот ќе се одржи на 6 мај, кога 40 учесници пријавени од Скопско ноќно трчање ќе трчаат на 21 и 42 километри за живот со предизвици, а исто така ќе има и дополнително учесници и на штафетата и на трката од 5 километри. Оваа активност, како што се посочува во соопштението од Сдруженијето Живот со предизвици, се одржува за подигнување на јавната свест во однос на ретките болести во Македонија и предизвиците со кои се соочуваат луѓето со ретки болести и нивните семејства во секојдневниот живот. Весна Алексовска, председател на Живот со предизвици, вели дека со изработка на регистарот и зголемување на финансиите во програмата за ретки болести е овозможена набавка на околу 30 лекови кои досега биле недостапни за пациентите со ретки болести. Според неа, голем проблем во Македонија е поставувањето на дијагноза за ретки болести. Искра Тосева од Скопско ноќно трчање вели дека даваат поддршка за борба на лица со ретки болести преку учество на трките на Скопскиот маратон на 5 километри, штафета 21 километар и 42 километри. Од утре започнува интернационалниот фестивал за класична гитара Тремоло. Фестивалот представува надпревар за класична гитара во сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови и ќе трае до 6 мај. Од утре до 6 мај ќе се одржува интернационалниот фестивал за класична гитара Тремоло 2018 во организација на Детскиот културен центар Карпош и град Скопје. Овој интернационален фестивал, кој по 9 пат се одржува во Скопје, е надпревар за класична гитара во сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Оваа година членови на жирито се светски познатите гитаристи Никола Монтела од Италија, Зоран Анич од Хрватска, Джевдет Сахатчија од Косово, Николај Михајлов од Бугарија, а представници во комисијата од Македонија се Дарко Багески, Борче Наумовски и Љубомир Начевски. На задоволство на скопската публика ќе се одржат 3 концерти во Музеот на македонската борба Скопје утре со почеток во 20 часот, МКЦ клуб ресторан на 4 мај со почеток во 21 часот и во културно-информативниот центар во салон 1919 на 5 мај во 20 часот. На 6 мај ќе се одржи концерт на победниците по категории на надпреварот во концертната сала на ДКЦ Карпош со почеток во 18 часот и 30 минути, каде што воедно ќе се доделат наградите и признанијата на учесниците. Како што информираат организаторите, влезот за сите концерти е бесплатен. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре неколку скопски општини ќе останат без електрична енергија. Станува збор за општините Аеродром, Ѓорче Петров, Кисела Вода и Чучер Сандево. Од 8 часот и 30 минути до 17 часот утре без струја ќе бидат корисниците од улицата Тодор Чангов, под улиците 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48 и други подулици во непосредна околина. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат дел од жителите од село Орман до пругата во општина Ѓорче Петров, а од 10 до 12 часот дел од корисниците од улиците Герника, Киро Фетак и Радко Митровиќ во близина на Туланата во Драчево и фирмата Марлес во општина Кисела Вода. Од 9 до 13 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од селата Бразда и Чардак во општина Чучер Сандево. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекините се поради планирани инвестиции во електросистемот. Во Скопје денеска имавме сончево и топло време со температура до 29 степени. За утре метеоролозите најавуваат сончево, а во попладневните часови локални врнежи од дожд и невреме. Температурата ќе достигне до 25 степени. Во петок температурите ќе се движат од 12 до 27 степени, во сабота од 13 до 23 и во недела од 9 до 25 степени.
И за крај од град Скопје информираат дека од понеделник се воведуваат два термини, 2 дена, вторник и петок, за прием на граѓани во период од 9 до 16 часот во бараката за даночни одделенија со број 15. Овој новитет, посочуваат од град Скопје, се воведува со цел побрзо и поефикасно работење на даночната администрација, особено во делот на решавањето на правните и барањата по предмети по основ на данок на имот. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.